Корона кризата, рестриктивните мерки и падот на наплатата ги намалија приходите во најголемото јавно предпријатие во регионот, Штипски ИСАР. Третиот квартал од минатата година ова предпријатие го заврши со загуба од околу 65.000 евра, покажа финансискиот извештај кој денеска беше презентиран пред Штипскиот совет. Во однос на трошоците за струја, имаме покачување на цената на струјата и тука имаме разлика околу 2 милиона, повеќе од 2 милиона. Ако кажеме дека непотребни трошоци беа за плаќање на претходниот управен одбор, односно тоа што имавме судска одлука, каде што исплативме 1.616.000 денари. Исто така може да кажам, знаете дека оваа година беше година на пандемија, каде што пазарот некое време не работеше, а исто така бањата до ден денеска не работи. Но според ВМРО, загубите се на друго место, а причините за нив се други. Производството на вода, дистрибуцијата и наплатата е она која што ја ствара најголемиот трошок на јавното предпријатие, но и трошок на граѓаните. Ова е суштествен проблем кој што најбрзо, колку што е можно, со акција, вложување на средства, менење на водоводни линии, кај што се така да кажем стари, кои што самите од себе така да кажем прават дефекти и ја зголемуваат загубата на водата, но и голем дел овој речем дека се диви приклучи односно едноставно крадење на вода. Една од одлуките на Советот беше и онаа за покачување на цената на водата за пиење. Освен за ИСАР, на денешната седница на Советот се дискутираше и за урбанистички планови, утврдување на висина на цена за експроприација на земјиште во населбата Сењак, а беа донесени и програмите за култура, социјална и здравствена заштита.